Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. За следната наша спортска легенда не треба многу да се зборува, доволно е само да го спомнам името Томи Стефановски. Томи Стефановски е еден од најдобрите маратонци во светот, а во Македонија и да не зборувам, тој е спортист кој зад себе остави една голема, една долга кариера. Интересно е дека минатата година тој беше победник во Фина купот, значи имаше најмногу бодови собрано во оние маратони пливачки што се бодуваат во Фина купот. Го освои првото место и како победник минатата година со 45 години тој е и најстариот освојувач на Фина купот во историјата. Па сето тоа најубаво говори за спортската активност и спортските амбиции на Томи Стефановски, кој и на таа возраст, значи успеа да им се спротивстави на младите и да ја заврши сезоната со триумф. Интересно е дека тој е еден и од ретките наши маратонски пливачи кои победувал на Охридскиот маратон. Може би се сеќавате минатата година во еден многу возбудлив финиш, што се вели во последниот завеслај, тој успеа прв да ја допре целта и да стане победник на Охридскиот маратон. Овој успех беше прославен во целата држава, навистина убаво е да имаме наш човек победник на маратонот. Претходно беше Попацев победник на Охридскиот маратон. Во женска конкуренција пак прва победничка беше на првиот маратон 62-та година Атина Бојаджи и таа стана светска првенска во маратонско пливање во сладки води тогаш. Потоа победа има на Охридскиот маратон и Теодора Раптис. Значи, 4 наши маратонци, двајца во машка, двајца во женска, изборувале победи на Охридскиот маратон, кој е во онаа серија маратони под, така да кажам, знамето на Фина. Тоа еве тука си во Олимпискиот комитет, тука ја снимаме оваа емисија. Мене ми е жал што не успеа да исполниш олимписка норма. Маратонското пливање подоцна влезе во програмата на олимпиадите, инаку најдолга дисциплина беше она на 1500 метри, потоа на 10 километри и се некако потајно посакувавме и верувавме некои од нашите маратонци, меѓу кои ти, да успее да исполни норма на 10 километри, да го видиме на олимпиадата, но ете, ти си специјалист за оние подолги пливања. Тебе човек да те пушти, да ти каже еве го езерото, препливај го, па 10, 12, 13 часа да пливаш здрав и трениран организам, тоа е тоа. И бидејќи во најавата кажав така, оно што е најбитно за тебе, Фина куп победа во Охрид, мора да кажам дека ти го преплива и Ла-Манш и си меѓу 15-те најбрзи што го препливале каналот под 8 минути, тоа е 8 часови, тоа е извореден резултат. Тој подвиг го оствари 2009 година. И сега да не должам веќе јас со овие твои резултати, ти да си почнеш за тебе да говориш и да почнеш од оние мигови кога прв пат заплива. Знам дека и твојот татко со кој на времето и се дружевме, Душко беше пливач, ватерполист и тој беше во онаа генерација од 50-тите години кога почна да се игра ватерполото во Македонија. И веројатно тој беше причината вака, еве и ти и брат ти Боро, да кажам дека и Боро е познат во пливачкиот свет, почнавте да пливате. Па како изгледаше твојот почеток? Па најнапред благодарам на поканата, добар ден до сите гледачи. Што се однесува до моите почетоци, кој што кажавте, кариера долга, скоро 40 години во базенот и треба да се навраќам доста назад, изгледа.
Тоа беше околу 6 годишна возраст, како што кажавте, татко ми е поранешен пливач и ватерполиста. Брат ми беше постаре 6 години, беше пливач и нормален ред на нештата беше и ја да бидам во базенот. На времето татко ми беше и тренер на ватерполо екипата на студент, па се врткаш околу базенот и ќе влезеш. И негде таму на 6-7 годишна возраст веќе пропливав, меѓутоа не тренирав. Почнав полека да пливам. На почетокот мислам дека бев кај Сирма. Па потоа дојдоа и првите надпревари на 8 годишна возраст. Ми текнува првиот надпревар, ме однесоа на 8 години, пливав 200-100 грбно ли, дали ме пријавија само таа дисциплина, ме однесоа на надпревар. Ја гледам, имаше големи Дабич Зоран, тој беше негде 2-13 години постар од мене, јас сум бил мало дете и гледам он иде се распливава до пола и се враќа, ја го видов него, јас и тргнав. И ја мал тука у прва стаза, не ме видо и дадоа старт, ја кај скалите дојдов, си излегов и толку ми беше првите надпревар. Меѓутоа, после тоа веќе на 9 годишна возраст почна веќе успесите. Првак бев на Македонија до 10 години и тука има една, на тоа време беше почетокот со отварање на затворениот базено Карпош. Да. Почна веќе и македонското пливање да иде напред, бидејќи сепак цела година да тренираш и кога се зборува за врвен спорт, мора да има 11 месеци работа, инаку претходно било само летно пливање, тоа е... И затоа Охрид и Струга беа доминантни, бидејќи езерото тука и може прво време да тренираат. И прво место и така беше и некоја друга делфинаш станав. Со татко ми бевме на Сарај, ви текне на тој базен на времето. И уште тој базен, за жал така, затворен. И беше вторник, мислам, и ми вика, ај пробај делфин малце да пливаш, ја пробувам. И у вторникот и научи, вика, добар си, и у саботата рипнав и првак на Македонија за 10 години. А инаку до тогаш пливаше сите стилови, ама најмногу сакаше крал, сигурно, дека најбрзо. Крал и грбно на почетокот, секогаш се учи крал и грбно, делфинот доаѓа попосле и ја се уште не дојдем до делфинот. И прво ми беше на трка. Пробаш делфин и Душко во сабота те пушта на трка и победуваш. Така беа почетоците и се на почетокот вика до 10 години, следната година веќе до 10 години на првенство до 10 години во Струга веќе имав на 10 први места, мислам дека имав. И веќе кога почна и резултатите, почнеш да си посериозен. Бидејќи сепак секој го праќа детето да научи да плива, меѓутоа тоа што те води напред се резултатите. Доколку нема резултати, тоа ќе биде 2, 3, 4 години. Разочарување и веќе преминува во рекреација. Рекреација, пливањето не е она што треба да биде спорт да те влече за резултат да се постигне. И тоа беа константни. А ти кога ги освои овие 10 први, значи во секое фрлање прво немаше изгубено. До 12 години веќе почнавме да излегуваме и на државните во тогашната Југославија. И до 12 години веќе бев пети во Југославија. И на 14 години веќе дојде и првиот медал на државното првенство на Југославија. Бев трет, тој делфин ми беше од тој делфин во вторник во сабота, од тогаш делфин ми беше дисциплината, 100-200 делфин. Дисциплина за надпревари на првенствата. И до 14 до 16 години тогаш и со А тоа првенство кај што го освои првиот медал на просторите на поранешна Југославија, каде се одржа? Во Риека ми беа двата и до 16 и до 14, бидејќи порано до 16 години беше младенци и после тоа бевме сениори. И тоа беше периодот кога сите се откажува, бидејќи за да дојдеш до сениорска, треба да на сениорите, имаш 17 години, да. Денес е тоа, стануваш сениор на 19 години, многу е разлика од 17 до 19 години, тие веќе на 19 години си имаш. И јас на 16 години пак бев втори трет на ниво на Југославија. Прв беше Милош Милошевиќ, кој текне
беше и европски првак и светски рекордер на 50 делфин. И тогаш со Мешковска Наташа за прв пат македонци влегоа и репрезентацијата на Југославија. Бевме на Балканското првенство. И после 16 години Ти настапи на Балканското првенство? на Балканското, да, бевме во Измир. Делфин? Во Измир, да, Делфин. Делфин беше, бев шести, мислам дека бев на тоа првенство. Тоа која година беше? 87. 87. Тогаш беше една од тренерите беше Ѓурѓица Биедов, беше таму. Олимписката Ана Марија шампионка Петричевич беше во екипата, Милош Мексико. Да. Беа стварно една плејада на луѓе кои што оставија Пливачка елита. Пливачка елита, ставила трак во пливањето, а некои од тие што беа Ана Марија Петричевич, што ја кажав, Да. Милош Милочевич, они беа луѓе кои што освојава на светски и на европски првенства и се боре за медали. А потоа на 16 години тој преминал, што ви го кажав, јас отидов на ватерполото, знаете и вие, со Мише, бевме на ватерпол. Другарите ми беа сите на ватерпол и сепак пливањето е стварно. Може да се каже и најтешок спорт за тренирање. За тој врниот спорт. Тоа е 12 пати тренинг, не 12, 15. Ако земеш и суви тренинзи, константно треба тоа да биде со години за да се отиде во врвот. Ватерполото е подруго. Има топка, ќе шутнеш, Те влече топка за друштвото и така. И тука со друштвото бевме, меѓутоа за 1-2 години и тука влеговме во... Бевме стварно фина екипа, игравме... Во втора лига игравте во втора лига бевме Југославија, во која што играше една Будва, например. Будва, меѓутоа и во втора лига бевме 90-та бевме први и требаше да влеземе во таа прва Б. Тоаш се растури Југославија. И ние реално тука немавме некоја конкуренција, само еден клуб беше, Вардар беше на доста повисоко ниво од другите и почна некој се разсуди Да, и ватерполото почна да паѓа. Ние почнавме да студираме и тоа остана тоа и пак меѓутоа пак се играше ватерпол. Имавме тој 13 ноември турнирот што беше и тој беше стварно квалитетен турнир, па излагавме и на европска сцена, 3-4 играци, ќе дојдат и 20-30 руси, ќе направиме екипа. Игравме тука на овој базен и Лига на шампиони, беше Партизан, Марсеј, со кој што пак и мислам дека со Партизан изгубивме 2 разлика. Значи пак беше фина екипа. Тоа беше во Карпош во базенот. На Карпош на базенот. А учествувавте и во куповите на турнирите и надворот Македонија. Се сеќавам и во Атина имавте еден настап, каде што за малку и сензација ќе направивте, ќе елиминиравте фаворитот на тамошнината. Јадран Херцег Нови тогаш беше многу јак. И со нив игравме во продолжетоци и изгубивме. А водевме 2 разлика, 3, мислам, 1-4 минути пред крај. И во тој спорт пак имаше некои успеси, те водат и тие. Меѓутоа, после тоа, 92 година, кога се возобнови Охридскиот маратон, и јас бев, тогаш бев измеѓу маратонот и ватерполото, и 3 години така ги терав. Тренирав ватерпол, пливав маратон, и кога видов дека 95-та го освоив 5-то место во тие години. И викаш, дај само маратон. Па кога гледаш дека... А и ватерполото веќе... Да, ватерполото немаше некоја... Ако гледаш напред 3-4 години, нема некој иднија, тоа е турнири, ти играш 3-4 турнири во годината, што не е... Доволно, да. Не е доволно за тој напор. Тој напор што го дадеш, ако тренирам по 4-5 часа на ден и сега да идам 3 пати годишно на некој турнир, спласно е ентузијазм. Вака, значи да резимираме почетокот со пливање, сите дисциплини, најмногу ти лежеше делфин. Во делфин освои медали на првенствата на Југославија до 14 до 16 години. Учествуваше на Балканијадата, која беше јака. Балканијада со добри пливачи, 5-то место, што е добар резултат. И потоа полека минуваш во ватерполо, играш ватерполо,
се надпреваруваш и во купот на европските шампиони во оние групни надпревари. 3 години, значи по распадот на Југославија и осамостојувањето на Македонија, од 92 до 95 си на една крстосница, на 2 столици, ватерполо или маратонско пливање, и бидејќи замав Охридскиот маратон, претпоставувам, во тие моменти ти почна веќе да размислуваш само на маратонското пливање, бидејќи имаш, еве речи, и пласман 5-то место на Охридскиот маратон 95-та, сега минуваме само на маратонското пливање и твојата кариера, зашто тоа маратонско пливање пак во воведот не кажав ти овозможи да се најдеш и во куќата на славните во Лос Анџелес, за тоа нешто подоцна. А одиме сега со оние маки на километрите 20, 30, 35, 40 некаде. Да, тоа почна виновник за моето занимање со овој спорт, Охридскиот маратон, и тука нема дилема. Тука се најде една, стварно беа фина екипа која што го организираше Охридскиот маратон и за 3-4 години стана еден од најдобрите маратони убедливо во светот и на најдобрите маратонци во светот, јас сум бил во нивно друштво, им беше предизвик да го добијат Охридскиот маратон. Значи толку беше популарен меѓу 2000-те Игор Мајцен кога го победи, ја такво радување не сум видел на друг маратон. Игор Мајцен е пливач. Да, светска класа, беше и трети на патека, мислам, во базен. Да, во базен европско на 1500 метри, трето место. Медина беше тука, Петар Стојчев тогаш доаѓаше, меѓутоа далеку од тоа да му беше лесно да дојде на подиумот. Беше страшно тешко да дојдеш на меѓу првите 5, беше екстремно тешко да се дојде, бидејќи тогаш ги немаше овие 10 километри олимписка дисциплина и сите беа концентрирани таму. На подолго. На подолгото и тука успеваа само издржливите и глобтротери и квалитетни, ако има во 1500, се пребацат на таа дисциплина, бидејќи сепак овие маратони што се 25, 30, 35 километри си бара надпреварување на таа дистанца. Значи, многу е различно олимпискава дисциплина 10 километри 2 часа, да дојдеш на 7 часа пливање. Огромна разлика и разлика во тренингот. Не е толку во тренинг колку што надпреварот. Мора да го осетиш, да осетиш ти таа промена на ритам во 6-7 часа. Тој што е од Тур де Франс сега е актуелна. Да. Значи, тие доколку дојде со надпревари кои му се 2 часа цело време и се впушти во костец овие 5 часа, 6, веќе има разлика. Другиот што го осетил тоа, кој ќе ја осети кризата, знае дали треба малце да намали па да појача, што не е толку искусен, може да изгори. Значи, тоа треба. Тебе ти се случувало некогаш да изгориш во тие маратони, да се префорсираш, да те фати криза? На почетокот и така бев, пети кога стигнав, почнеш да идеш со елитата и идеш до кај може. И така е многу потешко втората половина. И меѓутоа на почетокот идам 10 километри со нив, па после идеш 15 километри, мора да пробаш. Бидејќи ако влезам и само си пливам за да препливам, од таму еден ритм, темпо, пливај, па колку време. Што би рекол Гино Стрезовски, тоа вика вашето е транспорт од една точка на друга. Да. И доколку само идеш да го препливаш, затоа препливувањето на маратон и надпреварувањето, тоа се два спорта. Бидејќи и трчањето маратон и пливањето има и рекреативците сидат, си тренираат, па се надпреваруваат, па доаѓа да го преплива. И тоа е веќе друг. Ама со амбиција за пласман, тоа е многу различно. Веќе мора спортски на едно повисоко ниво да се размислува, за тренингот, да се размислува за тоа во кој дел од патеката, како, колку сила да се потроши, па број на завесла и
во минута, на почеток, во средина од трката, крајот и така. И тоа е нормално и знаење и искуство. Ти на почетокот, и ако немаш искуство во маратонските пливања, 2-3 години, тоа е малку. За еден маратонен, сепак стигнуваш петти во Охрид и тоа сигурно беше поттик, стимул, една инекција за тебе да продолжиш. Си помисли, можам. Да, можам и до кај можеш и мора да продолжиш и веќе станаа тренизите, значи 4 до 5 часа дневно тренирање, да издржиш треба 11 месеци во годината и секоја година и трките мора да ги има. Значи маратонските трки не може да ги симулираш на тренинг. И базенското пливање, ќе дојдам на тренинг тука, ќе иследам 100 метри, сабота ќе направам тест, сум мислел 55, ќе отвориш на фина ранкинг, ќе видиш кај ти е времето. Овде не можеш да го направиш. Тој мораш да идеш на трки каде што се најдобрите, за да напредуваш. Ја можев и едноставно да видиш до каде си. Ја например сум бил 2-3 пати во Грција, ќе отидам на некој маратон и се ако не е некој на едната беше тој американецот Джей Бенер, што беше пак во елитата и пливаме ние двајца, јас сум прв, он е втор на 4 минути, третиот е сат и пол позади нас. Сега можев да идам на такви маратони, да земеш 50 први места и вториот да го оставиш, меѓутоа тука нема напредок кога го гледаш светскиот врв. Ако сакаш кон светскиот врв, затоа морав да идам поинаку се размислува. Морав да идам на надпревари каде што се баш тие најдобрите и да осетиш темпото, да го осетиш. И ајде кажи ни сега за тие надпревари после таа 95-та година, кој беа, што беа, одеше во Канада, во Јужна Америка, секаде во светот. Охридски маратонот пак се уште ми беше, бидејќи сепак и од тогаш... Се што работеше за да постигнеш формата максимална за Охрид. За Охрид, затоа што и нема, на почетокот беше од Охрид до Охрид. И тоа психички беше многу тешко да се издржи. 57 може сум бил во Шабац на тука некој маратони до Грција кој сум бил на Каламата, меѓутоа пак не бев отиден надвор, почнав 2000-та. И затоа што пак бев и од тоа време бев останен сам да себе и до крајот 90% си останен сам на себе и не можеш да испратиш програмата која што сакаш да ја исполниш. И 97 пак бев пети. И во 2000-та да го повтори во успехот, тогаш беше на трката која го постигна рекордот Игор Мајцен. После го бутна французот, мислам, меѓутоа стварно доста пократка беше патеката, реално. Во таа трка такво темпо не сум осетил. Да, маратоните на кои што бидејќи во таа трка Игор избега нешто 200 метри и кога му пишува на Медина беше тука во една група бевме 7-8 луѓе и кога му пишаа дека е 200 метри напред и тргна да го брка, ја бев втор позади него, мислам дека тогаш колку пати кнедли сум мислел на срцето ти доаѓа во грло, такво темпо не сум, до тогаш не сум, до ден денес неам осетен. Меѓутоа, стварно тоа беа времења на едни маратонски гиганти, стварно. Распоредот како беше тогаш? Мајцен со рекордно време? Па беше Медина, не знам, ја бев пети. На тој маратон бев пети. Тогаш беше, мислам, Петар Стојчев 10. Замислите како бил маратонот. Кога почна Петар Стојчев вака? 2001 веќе беше прво место. Да напредува и од тогаш веќе 8 пати. После беше 10 пати, 11 пати Охрид, мислам дека го освои, 11 пати освои ова Гран При серијата. И, значи, не само тоа, после 97 со Петар бевме веќе, зашо кога идеме на страна бевме цимери и другари станавме и он немаше со кој да тренира таму. Ја немав тука горе-доле со кој да тренирам и се сврзавме и правевме кампови. Во Сандански кај него идевме и тука за мојот напредок сепак е заслужно и тоа. Бидејќи да тренираш со еден светски прак. Да.
спаринг партнер многу е важен и во базенското друго пливање. е сам, друго е двајца се влечете еден па друг. Да, и треба да си е... тука близко за да не биде џабе тренинг, ако пак ја ако бев 3 класи подоле, нема што да тренира со мене. Меѓутоа пак се влечевме и веќе доаѓаш во некој 2001 веќе бевме, он кога беше прв, ја бев трети. И тоа Значи, не знам тоа дали да ти го беше кажам, првиот подиум, пласман на да. пиедестал. Да, на тоа трето беше место. првиот и првпат македонец во светски куп да се качи на подиум. Трето место и тоа не знам дали ми е тоа поголем успех од ова прво место, бидејќи сепак тоа беше четврти беше Габриел аргентинецот, Фабио Фуси кој што беше четврти на светско, мислам седмо, осмо место беше. Тоа беше стварно пеколни трки. Да се натпреваруваш 5-6 часа со такви маратонци има многу тешки моменти. Меѓутоа треба да се Потоа, кој вака маратон, еве, Охридскиот, ќе се навратиме повторно на него и на минатогодишната победа, како се редеа маратоните и резултатите, бидејќи пливаш и победуваш и во Канада, а таму е екстремно тешко да се плива поради ниската температура на водата. Не е толку екстремно да ја продолжиме. 2001 дојдовме и сега 2001 го имав пехот и почна проблеми со повредите. Значи почна да ме боли рамото и веќе 2002 отидов на маратон во Аргентина и во Аргентина тоаш од групава се изведив, мислам 400 метра напред бев. А должината на маратонот колку беше таму? Тие се 67, ама во река се плива 7, зависно од нивото на реката. Бидејќи може да има разлика од сат време. Ако е нивото на реката 4 метри, ако е 5 метри, повеќе те носи. И зависи од тие услови. Меѓутоа и тогаш за прв пат почнаа болките во рамото. Си го имал претходно, бидејќи од ватерполото се си носи некои последици. И тогаш тој маратон не го издржав, за прв пат се откажав. И од тогаш настанаа проблемите и од таа 2002 до 2005-2006 направив 6 операции на рамото и тука еден многу тежок. Никој спортиста нема полошо од повреда, поготово кога си бил на врвот. Таа повреда те оддалечи, меѓутоа ти беше настојчив, тренираше пак и суви тренинзи. Рехабилитацијата беше пливање. Да. И после тоа ме врати. Беше пливање, ама не она максимално, затоа што беше опасно. Да, само вежби, такви работи и после тоа осетив дека на крај кога отидов, последната операција ми беше во Австрија кај Шенк, еден од најдобрите европски доктори, после таа операција веќе се види дека има разлика од преходните што беа балкански операции. И 2006 направено, недонаправено и 2007 веќе почна да се вратам и се враќав со пак ватерполото ме врати малце. Меѓутоа основната цел беше се направи таа екипа за ватерпол, бевме во Данска за да се пласираме на Б европското првенство и после почна таа приказка со ватерполото. Ја бев во Данска, бевме Манчестер кога се отиде и после беше разговорот да продолжиме за понатака, нели, после дојдоа повеќе странци и ја тогаш се тргнав, реков дека... Да, дојде од Хрватска, Црна Гора и од Србија. Да, тие што не можеа да влезат во тие репрезентации, сепак квалитетни играчи. Јака екипа се направи, ја можевме со Сашко Поповски беше у тимот. И беше момент кога ја и Сашко Поповски да останеме и ја стварно се беше успехот, се супер, меѓутоа не ми беше више македонска работа, ја се тргнав. И ми беше целта Ла-Манш, тогаш си го постави за цел. А 2008 сакав и да пробам за Олимпијадата, како што кажавте, и тогаш мислав дека стварно имав големи шанси.